ковид кризата не потсети на нешто што требаше сите да го знаеме. А тоа е дека јавното здравје, јавното здравство нема алтернатива. И дека ако сакате да бидат тука и докторите и медицинскиот персонал кога ќе ви затреба помош и кога ќе се соочиш со сериозен медицински здравствен проблем, треба во нив да вложувате. За среќа, нашата влада ги започна овие инвестиции пред се во човечки капитал уште во претходниот период. И кога зборувавме за повисоки плати, за зголемен број на млади кадри во здравството и за зголемени специјализации, многумина немаа верба дека тоа навистина ќе се реализира. Меѓутоа и бројките во Кичево, и бројките низ цела држава покажуваат дека навистина тоа што сме го зборувале, сме го мислеле и сме го испорачале како резултат. Затоа ја дочекавме оваа криза со доктори и медицински персонал кои се поценети, кои се побројни и кои се поподготвени да помогнат. Истите инвестиции ги направивме и во инфраструктурата. 32 единици од здравствениот систем беа реконструирани и тоа заедно со зголемените плати и зголемените специјализации не направи посилни во справувањето со ковид. Не чекаат и од септември најверојатно нови посериозни удари, за нив се подготвува практично целиот свет. И затоа, она што сакам и како член на владата особено да го поздравам, е трудот и енергијата која што министерот за здравство и неговата екипа ја вложи прво во обезбедување на средства, а потоа и во практично реформирање на целиот систем за да биде подготвен тогаш кога го очекуваме следниот бран. Променивме многу во законската регулатива, променивме и обезбедивме 33 милиони евра поддршка на јавното здравство и очекуваме тие веднаш по изборите, откако ќе прекинат дел од блокирањата и условувањата, веднаш да се инвестираат таму каде што ни се најпотребни. Владата покажа дека при удар на здравствена криза не ја заборава ни економијата, ни граѓаните. 550 милиони евра ги вложивме во поддршка на фирмите и граѓаните, за да се зголеми нивната потрошувачка, меѓутоа и да се зголеми нивната можност да ги задржат работните места. Со дополнителните 60 милиони евра од Светска банка, кои велам за жал 3 месеци беа блокирани од страна на некои членови од владата, ќе можеме да дадеме поддршка и на оние кои што за жал поради ковид кризата ќе ги претрпат и најголемите удари. Ние како влада покажавме дека инвестициите во јавното здравство биле оправдани и биле навреме. Дај Боже тие да се случуваа пред 10 години. Ама не се случија, ние не се жалевме, туку работевме. Покажавме и дека во јавното здравство ќе продолжиме и понатаму да инвестираме и во делот на медицински персонал, и во делот на инфраструктура, и во делот на лекови. Како што успеавме да го зголемиме квалитетот на терапиите, како што успеавме да ги укинеме квотите за лекови и да ги релаксираме граѓаните, да не се плашат дека после 5 во месецот нема да најдат лекови во аптека, така сега ќе инвестираме и во нови клинички центри и во уште посилен здравствен систем. Само така, како држава ќе се справиме и со ковид, меѓутоа и со сите други здравствени ризици.